За скоро 13% е намалена бруто додадената вредност на земјоделството во 2017 споредено со претходната година. Растителното производство, кој учествува со 65% во вкупното производство, бележи опаѓање во однос на 13,6%. Вредноста на добиточното производство, пак кој учествува со 24,2% во вкупното производство, опаднало за 2,8%. Овие се податоци од денешната последна информација на Државниот завод за статистика. Од Регионалниот сојуз на синдикати на земјоделските производители велат дека подитно мора да се направи стратегија за младите фармери да не си одат од полето. Мораме да кажеме од податокот на терен што се случува дека немал број на организации учествуваат во едукативните средби со нашите земјоделски производители се со цел да дојде до успех во самото производство. Меѓутоа, имајќи го сето она што случувате од периодот на самоустојувањето, мислам дека од година во година нашиот земјоделски производител доаѓа на се потешки услови во сферата на производството, баш поради пласманот и ниските откупни цени на своите производи што ќе ги производе, и нема да никакво манипулираме ако кажеме дека старосната граница на сите оние кои што се занимаваат со оваа дејност веќе надминува и 50 години, па и 55 години. Сосема ретко може да се случи оној млад земјоделец кој што сака да ја баре екзистенцијата во оваа дејност да се определи на овој тип на живење, и мислам дека тука станува сосем мал број на земјоделци од младата популација, иако веќе според сето она што се случува на теренот се нудат разни субвенции. Еве за млад фармер до 40 години, мислам дека е качена граница, се нуди 20.000 евра за старт во самото производство. Меѓутоа, мораме да кажеме дека мора некоја влада или некое министерство да направи рез и да почне онака како што треба. Според статистика, меѓуфазната потрошувачка во 2017 година бележи опаѓање од 4,8% во однос на 2016. Номиналниот доход во земјоделството од производствените фактори по работна единица бележи опаѓање од 5,7%, додека реалниот доход од производните фактори бележи опаѓање од 5%.